Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Во денешната епизода пред се ми е многу големо задоволство дека имам една гостинка и ова именно првата гостинка на мојот подкаст. И ќе зборуваме на една доста интересна тема, наречена одбивање од доење, меѓутоа нема да се задржиме само на таа тема, туку сигурно ќе покриеме и бескрајно многу други теми поврзани со доењето. Да ви ја најавам мојата гостинка, Златица. Здраво, Златица. Здраво, Наташа. И мене ми е многу драго што ќе се збориме за ова, за кој што многу пати се збориме и онака. Златица ми е пријателка многу одамна и бидејќи секогаш многу страствено зборуваме на оваа тема, сметав дека денешната тема ќе биде од голем интерес, е вака да биде споделена и од гледиштето исто така на уште една мајка. И како што напоменав, ќе зборуваме за одбивање од доење, меѓутоа сакав да го избегнам, нели, оној момент на петте чекори, така да речам, петте чекори до успешно одбивање на вашето бебе, направете ова, направете она, туку малку повеќе да споделиме лично искуство, бидејќи од многу исто така добив на анкетата информации дека многу би сакале да чуете, нели, туги искуства. Секој пат кажуваме дека искуствата кои што се туги не значи дека дефинитивно нашето искуство ќе биде такво, но убаво е, нели, да знаеме барем дека во дадени ситуации помагаат некојаш кога ќе се почувствуваме дека не сме сами. Добро е, не сум сама во ова, и на некој друг нештото му се случува. Така што, Златица, ќе те оставам да се представиш накратко. Како сакаш, во било која форма, повели. Да, најважно за муабетов е дека сум другарка на Наташа и мајка на дете кој што многу сака да цицка. И искрено тема во што зборуваме, значи би почнала со тоа дека додека бев трудна, за претходно не правиме воопшто муабет, ама додека бев трудна да некој ми го пушташе сега овој подкаст, да речеме тоа што ќе го зборуваме, прво најверојатно немаше ни да го слушам, а второ, ако го слушав, ќе истрчав кај маш ми да му кажам, види какви глупости зборуваат овие, ќе ги дојат децата овие грицкаат сончоглед маливе, тоа нели омилена некоја фраза, толкави заби пуштиле, овона, значи моето цело поимање за доење се смени комплетно и дури не беше ни наеднаш, значи не беше некој магичен момент со раѓањето или нешто такво, воопшто не, туку просто со како градење на некој однос и тоа што сега го подразбирам под доење, тоа што го доживеав, значи стварно него не сонував дека никаква представа немав како би изгледало тоа и што тоа ќе значи за мене. Не зборувам за детето, туку за мене во таа улога на нова мајка. Да, тоа многу мислам дека многу често тоест не многу често, скоро секогаш размислуваме нели доењето за бебето, за млекото, чекај сега му треба мајчино млеко, па убаво е млекото, нели едно друго. Никогаш не го размислуваме од факторот што доењето може да значи за мајката. И да, убаво го напомена тоа дека не се случува туку така. Леле се роди бебето и сега наеднаш, магично, се, мислам, иако стварно се менува во таа секунда, мислам, не се менува, туку тој е првиот момент од како ќе почнат во принцип доста големи промени понатаму во животот. Се е исто, тоа им викам на мајките, и ништо не е исто веќе, некако истовремено. И да, и ова што го напомена, стварно многу често го гледам во моето секојдневие, заради тоа што и го адресирам во принцип на недостатокот на релевантни информации кои што треба да бидат на располагање за време на бременоста. Не во смисла да, например, себова ти што сега го чувствуваш да ти се донесе и представи така, бидејќи повторно, како што викаш, јас баш и не би верувала. Да, тоа невозможно, и како што кажа ти, не е секој искуство исто, нормално не треба сега ни такви притисоци да ставаме дека мора секој да се осеќа магично.
ама па никакви информации да не ти дадат и тоа не е фер, нели? Така, точно. Значи тоа сакам да кажам, значи да не се спакува токму така сега се во детали да се оди, меѓутоа една општа едукација за тоа што се може нели да биде, да не се изненадиме нели доколку дојде нешто такво и најважно од се, особено во твојата приказна, пошто знам нели доста добро, е моментот дека па и почетоците воопшто не беа нешто каде што ти не знам колку мислам ќе те оставам нели ти сама да го раскажеш, меѓутоа од твојата приказна она што јас можам да го извлечам е колку во принцип вреди да се вложи нели и покрај што на пример почетоците не секогаш може да се она што најчесто го замислуваме се раѓа бебето, го ставаме на града, тоа цица, сите аплаудираат и мислам нели се се среќни и весели понатаму. Не, во нашиот случај прва најважна работа е дека стварно имавме многу среќа. Јас не знам како би било и секој им чест, значи на мајките кои што мораат да се трудат за да дојдат до резултат. Искрено јас во тој момент решивме и со партнерот, зборувавме дека нема да се ставаме притисоци. Нормално дека сакав да дојам, ама не ми беше некаков си приоритет, пошто исто, нели, па ќе речам појма немав што значи тоа. И рековме ќе пробаме, ако оди, ако не оди, демек да не ни дојде сега нас некоја, нели, депресија да не фати или нешто, да се осеќаме неуспешни. И стварно имавме среќа што во комбинација со формула со нели додадено млеко дека успеа уствари победи цицањето. Значи тука ќерка ми можеби најзаслужна за тоа. Да. Да, и инаку немаше кој знае какви, не кој знае никаква поддршка, нели, ниту во болницата, сите го знаеме тоа, ниту во болницата, ниту претходно кога одиш, ниту на пораѓањето. Памтам една слика кога носев на тие први некои прегледи, значи кога неколку месеци имаше, дека ме грабна за града докторката, шприц на млека, е супер, вика имаш млеко и буквално тоа беше големата проверка, толку. Никој не те прашува, не знам, како, нели, ми беа, например, раскрвавени брадавиците на почетокот. Знам дека тебе те прашав, нели, дали тоа ќе трае, пошто ако трае, не сакам, мислам, нели, кој сака да го боли. И да, и сега нормално тоа трае 2-3 дена, тебе ти се чини како да се 2-3 месеци, и кога ќе помине, уствари не се сеќаваш више дека воопшто траело тие 2-3-4 дена, ама никој не ти кажува за ниедна таква препрека. Тоа што често пати го спомнуваме, единствена мудрост која што се пренесува низ генерации е тоа, одбивањето. Значи не како да се започне, нели, што значи тоа, дека која болка е привремена, која болка е нормална, кога треба да се обратиш негде кај стручно лице, дали постои стручно лице, веќе друго прашање кој ќе ти обрне внимание. Секогаш зборуваме за тоа како да е, нели, природно и нормално, како во животинскиот свет, нели, ние сега сме се оддалечиле од тоа и не е веќе така, дека ќе тргне како што треба. Е сега големиот проблем како ти ќе го откачиш со тие зборови, нели, после дете, пошто е закачено за тебе. Муабетов е кој успеа, сега да видиме, од веќе порасна, сега како да се престане. И кога доаѓа притисокот, нели, од општеството, од важни, неважни луѓе, сосема неважни луѓе исто така. Значи, нема, тоа е женското постоење, нели, постојано некој нешто има да ти каже и да ти изврши еден притисок, да те искритикува, ама што било да направиш, нели, секогаш ќе има некои коментари на тема доење, нели, зошто не доиш, зошто толку долго, зошто толку кратко, вака, така, убаво, не убаво, покри се, сокри се, значи цели чуда околу тоа, како да е нешто, не знам, прљаво или срамно, како да не е тоа неопходно за детето и позитивно во секој случај. Многу чудно. Знаеш, тоа е повеќе од тоа сексуализација на градите во денешницата. Ти сакаш и најинтересно, интересно, оно абсурдно и не знам дали се смеам или сум, додуше мора да признам сум иритирана, кога ќе прочитам такви коментари, како не сака само градата да се покаже. Да, познати сме по тоа. И такви коментари имам прочитано, како не детето било гладно. Да. Блеле, така што да, тоа е нашето општество, нажалост, и мене најискрено само многу ми е симптоматично што тие коментари, нажалост, доаѓаат од жени.
Значи тоа мора најчесто. Па добро. Најчесто затоа што веројатно маживе си ги кажуваат на друго место, не се толку опуштени за директно нели да ти кажат, а жениве како се имаме нели меѓу себе како заедница, како некое сестринство, нели на мајки и коментари имам добивано многу рано, сега како ќе се сетам, значи баш беше прцол детево, што туку не знам проводено и коментарите беа ти уште имаш млеко? Вџашени, демек, знаеш, и као стил сега јас ја малтретирам неа со моите празни гради. Мислам што воопшто не беше така. И баш ме зачуди, знам после тој коментар да се збунив и кога си отидов нели од таа ситуација која што беше муабетот, се стискав за да проверам, викам чекај јас ли сум тука будал? Или знаеш, ти влијае, стварно ти влијае. И се преиспитуваш. Па секогаш некој како од страна совети приказни, како некој внуче престанало да цица, како некој дете, знаеш како демек ти даваат упатства, пошто те гледаат смотана, дека уште се бавиш со тоа и као видиш, они вака направи, а ние вака направивме, никој не те прашува дали ти сакаш да ја откачиш. Тоа е многу интересно. Тоа е многу интересно, никој не те прашува како се чувствуваш, туку најнаш, година има. Некој дури не води чека, значи некогаш советите доаѓаат веќе на 7-8 месеци, особено нели во нестандарден систем кај нас на породилно отсуство од 9 месеци, и кога мајката нели се враќа на работа, тогаш особено ја напаѓаат со секакви, тоест веќе почнуваат од негде 7-8 месец, бидејќи нели се дава и немлечна дохрана и демек сега ајде, ти ќе се враќаш на работа, ајде готово. Толку како целата таа животна фаза дека треба да заврши се, нели капитализам, пошто ти мораш да одиш на работа, заборај го дете, не знам, многу чудно поимање, пошто секако може и другчија да поинаку да се реши. Има нели фирми, божем кај нас мислам дека државно е као задолжително да даваат поголема пауза на мајките кои дојат, нели да имаш некоја, не е едноставно да се изведе тоа некој да ти го носи детето или како и да е, а никогаш нема ни потреба. Значи некогаш тоа дете нема да бара во тој дел од денот. Мислам ништо не менува ти дали наутро или пред спиење. Тоа е најшокантното во принцип со мајки кога ме контактираат да речам за советување за тема, набрзо се враќам на работа или почеток во градинка, нели она кога имаме физичката сепарација првпат од детето во подолг период од денот. И кога ќе ме побараат и кога ќе дознаат екшели дека може да се дои да се оди на работа, заради тоа што детето веќе под предпоставка, нели сега зборуваме дека детето веќе 7, 8, 9 месеци, така, значи не мора да има интензивно доење на секој саат и пол 2. Таа сепарација ќе се замени со немлечни оброци и тогаш се цели забездекнати, демек стварно можам да си продолжам, да. И физиолошки колку тие граници ги подразбираме, зашто толку пати сме ги слушнале и веќе тука е негде околу година дена како да се заврши работава и веројатно луѓето, мислам жените просто врежано ние тоа, мислиме дека така е, дека нема друга опција. Да, полека се приближува нели периодот и готово одма нели почнуваат и со совети, а и ти самиот можеби размислуваш чекај сега нели еве сите од прилика нови период ги одбиваат децата. И она што многу често го слушаме се баш оние нели ти како напред, затоа толку многу нема да се задржувам во оваа епизода во смисла да разговараме за совети како нели може тоа да се направи во 5 минути да го одбиете успешно вашето дете. Бидејќи она што сакам тука да го многу транспарентно да го кажаме, прво што е доењето, значи доењето во фаза нели на новороденче, покрај тоа што е храна, што е многу важно за преживување, доењето е многу викам повеќе слојно случување за детето. Значи од топлина, контакт, комуникација, сигурност, викаме хормонска регулација. Кога е под стрес, кога ќе ја допре мајката, значи со лачи окситоцин се смирува бебето, едноставно стресот, кортизолот се намалува и сето тоа навистина има едно малку подлабоко значење, кое што многу често на почетокот не го гледаме заради тоа што стварно тие периоди на интензивно доење на новороденче во првите месеци се, да кажам, толку напорни што и уште бебенцето ни е многу мало, за ние да имаме некоја таква комуникација која што ја има подоцна и затоа секогаш викам мајките кои што дојат малку поголемо бебенци или веќе детенце, многу по-транспарентно ја гледаат таа врска, затоа што се студени од товарот дека
е доењето само храна и од паника дали имам доволно, нели? Леле, дали имам доволно, дали му е доволно, дали растone што мислам исто и најголемиот момент на секоја мајка, дали имам доволно и готово, паника. Детето напредува супер, дали во нашето општество толку многу ни е наметнат моментот дека една жена не може да произведе доволно за детето, дали од присуството на адаптираните млека, препораките секој пат, давај за секој случај, нели помалце да не немаш доволно. Не знам, стварно не знам каде лежи сето тоа, ама таква паника има, значи, наместо да бидеме транспарентни, да, најверојатно може, така, зошто да не може? Мислам, порано не постоеле тие адаптирани млека, има исклучоци, честни исклучоци, за тоа секогаш зборувам. Да. Од секое правило има исклучок и тоа си е тоа, значи од XY причини. Меѓутоа, таа паника исто така, мислам дека толку не знам, мене ми е чудно, меѓутоа, на страна и доаѓа моментот кога веќе имаме немлечни оброци исто така воведено се, и тука наеднаш мислам дека се релаксира мајката и дека најчесто, статистички гледано, уживањето во доењето започнува баш тогаш, кога веќе не е она стрес, примарен извор. Да, не броиш грамови, да. Точно, и веќе некако нака се слободаш и почнуваш да уживаш во сето тоа, зашто секаш и да не се случува, детево јаде, добро е, ќе живее. Така мислам, веројатно некако тоа е мајндсетот. И кажи ми за тебе, кога прв пат така некако, не знам, со твоето детенце ја увиде таа комуникација, дали забележа некако како на почеток, кажи? Не, тоа дали значи имаше некој момент каде што се рече чекај, бова малце поинаку е тоа што си мислев. Да. На почеток беше баш комбинација, рековме одиме релаксирано, имавме среќа, значи тргна работата и на почеток нели исто како оди во пакет со бебе, ги купуваше оние цуцли лажливки. Пошто така треба. Да, на листата се. Да. И прво, например, се изненадив, значи толку, да кажам, не се замарав и јас и партнерот со доењето, што гладко некако помина, нели, за наша среќа, ама и може и ние придонесовме со тоа така растеретено. Имаше моменти некои првите недели со тоа броење колку сме дале до храна, колку пат со доктор, мислам непотребно апсолутно, ама добро, кој да знаел. И кога помина тој прв бран, некако си тргна работата и ќерка ми сама ништо, еден ден просто си ја плукна, не знам колку имаше, дали имаше 3 месеци, 4. Ја плукна лажливката и веќе цуцла не беше никаква потреба. И ја, например, не знам, ми беше баш драго, не дека би ми сметало да ги користи, ама така, се осетив, викам, нешто некако интересно излезе детево самостојно на 3 месеци. И на тоа исто имав еден циничен коментар, па демек вика, не, јас се пофалив негде, среќна мајка, дека детево моје не му треба такви цуцли по цел ден. И коментарот беше, па вика, тебе те користи како цуцла, демек шо ќе се. И сега јас пак будалата, што наместо да си купи нели парче силикон, парче пластика, јас пробувам комуникација да имам со детево. И многу такви мали, како да речам, сопки, малце те стават да се запрашаш, нели, кој е тука во право, што е подобро, што е полошо. Сакам да кажам, една работа важна е тој што е до тебе, нели, тој таа што е до тебе, партнерот да биде на иста страна. Да не он да не види тој што ќе ги става сопките, мислам дека е од најголемо значење. Сега како ја шириш околината, се помалку нели имаш контрола и избор, ама па и помалку ти влијае тоа. Така да, што тука да кажам нашава среќа дека ние нели не си правиме меѓу себе притисоци до кога, до како, туку нели го следиш детето без многу размислување. Во однос на храна исто прилично рано почнавме со нели вистинска храна. Морковчиња, варени, слично колку тоа, нели, првата, така што ништо од тоа не сме го одложиле, за демек еве сега јас што подолго да бидам, воопшто не размислувавме, јас воопшто не размислував колку ќе трае, не размислував. Просто како се менува бебчето од такво топче нели замижано, до гледаш како се бори, како ја лови градата во темница, додека спие, таа некоја нели инстинкт за преживување, знае да се снајде, знаат сите, бидејќи тоа така сме преживеале како вид, меѓутоа толку убаво да го гледаш тоа.
И некако за мене доењето е така запознавање и со ќерка ми и со нас како луѓе, како човештвото, кога ќе видиш како се развива еден организам и за релативно кратко време станува човек што може муабет да ти прави, кој што е фасцинантно чувство. И доењето на почетокот, како што кажа, од броење, нели, дали напредува, дали нашето млеко е доволно добро и тие притисоци, после тоа го снемува, ама станува момент ритуал, например, на заспивање, на смирување, на заедништво. Маш ми, например, тоа меѓу првите коментари му беше како јас деме ќе се зближам вика со неа, затоа што вие го имате ова нешто што е толку посебно, као стил како би јас би го заменил. Значи тоа стварно е посебна можност, нели, нема друга варијанта со кого така би комуницирал кога немате заеднички, нели, вербален јазик на почетокот и така. И како што растеше ќерка ми, не си ставав јас, толку почнав да уживам во доењето, што во целиот тој процес ги тргнав сите некои очекувања, граници, дали ќе биде година и пол, две, уопште ништо не ме интересираше. Нормално, како поминува времето, малце почесто ги добиваш тие коментари, до кога и слично. Да. И јас, пошто не можам да се објаснувам стварно долго време, аз сум решила долго време да ја дозволам да цицкам колку сака, така и си одговарав. Викам, додека сака детето, додека таа сака, јас ке, нели, го возможам тоа. Премногу ми беше далечно тоа претходно што сум мислела исто дека е подставка мора, дека нема друг начин, туку дека оној начин или ставаш нешто луто наградата или физички се одвојувате неколку дена со детето, затоа што тоа сум го слушала, не сум искрено ни знаела, не знам дали некој некогаш спомнал вака претходно некоја анекдотика да што тоа не завршува така, нели, тие се тие што се пренесуваат искуства, и кога јас веќе бев дел од таа приказна, точно знаев дека не. Значи јас најголемата утеха нејзина, тоа што носи чувство на сигурност, на припадност, еден ден да земам и со некое луто нешто да го прекинам и да направам такво разочарување, значи немам срце за такво нешто, тоа сигурно. Така што тоа како отпадна како опција веднаш и понатаму, нели, оставаш како што се расте детето, така се менува, нормално се менува детето, се менуваат потребите и не е таков товар да дојдеш затоа што не е примарна исхрана секако одамна и станува момент на, пак ќе кажам, на комуникација. Е, доста и се намалува фреквенцијата, тоа што многумина можеби го мислат, например, кога пак речам детето кога има 1 година се уште доењето знае да е фреквентно, бидејќи тогаш и се случуваат големи промени. Како што кажа, физички сепарации, дали од мајката, заради нели работа, да кажеме, додуше сега има и многу home office моменти, меѓутоа сепак градинка, тренување, многу и тогаш и се отвара прво и да речам светогледот, игралишта почнува така, одиме на игралишта со дечињата, наваму натаму се мешат со други деца, едноставно да, нормално е дека ќе се поднамали полека фреквенцијата со текот на времето, но кажи ми, пошто тука ние сега во моментов еви мојата приказна Огнене има 4 години. Значи тука не зборува пак за 1-годишно детенце. Да, и мојата има 4, да. Да, за малку повозрастни дечиња и например, јас ако некој ме праша, јас мислам дека ние сме готови, дека е толку и многумина ме праша ето да го споделам до некаде искуството. Се решив нели покрај многу истражувања, пошто со Огнен веќе нели стручно се информирав за се ова и баш ме интересираш оние коментари, ако остеш дете само да цица, ќе цица до средно или нешто. Да, сигурно. Сме ги виделе, нели? Да, во школа. Одмора рака да дам да цицнем малце. И ме интересираше да видам стварно, значи си беше една моја одлука да видам општо како ќе изгледа сето тоа. Сакав едно лично искуство да имам да видам нели како ќе се одвиваат работите.
Кај нас, значи пак ќе речам, сега ова е моје искуство и секое детенце си е различно. Меѓутоа, кај нас некаде од кај втората 2-2,5 години почна едноставно тоа да самото да си се проречува, значи фреквенцијата да се проречува, интересот да се намалува. Значи некако не знам, многу спонтано, многу природно си дојде. Дури имаше ситуации кога одевме во Македонија, пример, Огнен ќе остане и ќе спие неколку дена, да речеме, кај моите или некаде нека баби дедовци. Меѓутоа, после 4-5 дена, кога ќе се видиме, нормално, пак сака да цица, кога ќе се гушнеме, сето тоа. Нели, оне па мислеле, ако престанал да цица еднаш, немој да даваш, нели, па. Да, си се спасила, да. Ама не само тоа, току има демек нечини на дете што не демек повеќе од ден или два да му се дава. Јас дури мислам еднаш имав онака јавно прашано зошто, бидејќи не го знам на реченицата. Нечини млекото расипано е или и добив дури не знам пораки бидејќи ќе урочува или добро, тоа се веќе стручни. Некои такви моменти си викам добро, окей, пошто мислам дека нешто се крие нешто се крие. Мислам, знаев дека не е нешто ефтен издржано. Осем ево урочувањето, не знам уште, ќе видиме. Да видиме како ќе биде. Да се направиме пу-пу-пу. Да, пу-пу-пу. И некако, знаеш, така си се проречи природно, да едноставно во последната, да речам, во третата година, така некаде, дури стана, не знам, еднаш неделно, пример, нешто така, кога ќе дојде, ќе се гушне, ќе му текне, сега сакам, или знаеше, например, ако е болен или вознемирен, значи стварно повторно сега се враќаме на оној момент на емоциите. Тоа, да. Преплавеност од емоции, тантрум некоја фаза, многу, да речам, забележителен скок во развој со емоции, со се промена на градинка кога направи, значи такви некои што на децата тие нели промени и убави да се им се нормално се многу, да. И во тие моменти, пример, забележував дека имаме некоја зачестеност, значи на самото, на неговата потреба, на неговото барање. Меѓутоа, веднаш кога ќе поминеше, да кажам, тоа кај него, повторно, значи, некако си се опушташе и дури мене ми беше некако, искрено ти кажам, и алатка за под кој стрес е, знаеш, кој е нивото на стрес во моментот и што му се случува, заради тоа што е многу тешко ти да комуницираш со едно 3 годишно или 3,5 годишно нели детенце, мислам, имаме комуникација, зборуваш, меѓутоа да го прашам нешто како што би можела Мила да ја прашам, како се чувствуваш, дали се ќе нормално не може да ми одговори на таа возраст. И баш ми беше онака супер некако знак за што се него му се случува во моментот, иако не сваќам нели се што му е во главата, меѓутоа барем да сватев, окей, моето детенце во моментот има нели малку потежок период, промена на градинка, промена нова, значи некои работи што се случуваат и значи бара зголемено внимание. И не знам, некако тоа ми беше уште една работа што открив за дењата, кој се реков, вау, таа комуникација што ја викаш, меѓутоа еве комуницира дека му требам. Значи си најде некој алатка да ми некој начин да ми каже дека во моментот малку повеќе му требам. Дека нели што ми беше кажи ми како беше кај вас тој момент, како се одвива, дали фреквенцијата е намалена, зголемена? Се намалува, тоа никој, дали, сите што ќе наслушат да не се плашат дека како на почетокот, што викаш, нема време детето да биде така како на почетокот, оди на игралиште, има другарчиња, нели? Да. Просто се шетат. И за нас е ритуалот за будење и за заспивање, да кажам, прилично константен, само што тоа исто трае се пократко, нели, некогаш се прескокнува, нормално може да заспи без мене, затоа тоа не е неопходно. Не е доведено детето, не знам, до солзи, ако ти не си присутна во тој момент, ако одиш да се стушираш или нешто, нема такви проблеми. Значи, веќе соцема друго ниво на потреба и тоа, например, за големите емоции, кога почна, сам смешно, 2 години имаше, кога почна да излегува со другарките на уличка. И тоа мало човече, претежно бе малце поголеми дечиња, што супер ја прифати, ама нели, кога бе малецко не може да ги разбере сите работи и нешто ќе се случи, ќе се растажи, ќе се навреди или нешто, значи инстант доаѓа водоскок од солзи и првото нешто е мама цици, затоа што тоа е утехата. Значи, тоа е решението за нејзиниот проблем.
Не затоа што нели тама на работа е гладна или затоа што се цицка, туку затоа што тоа е како врзано за моето име, дека влегува кај мене во гушка, нели се допираме, се мирисаме, се гушкаме, се смируваме и тоа дошло на ниво да тоа мама цици не брега ќе грабнам ако сме стварно блиску до дома пред врата и ќе влеземе да се смири и 2 секунди дали требаат на града и веќе е друго дете. Ама затоа што тоа значи дека во моментот нешто и се подсрушил светот, некоја другарка нешто кажала што, нели, и чекај да проверам дали овој дел што ми е најважен и што цело време го имам, дали тоа е срушен? Не е срушен, добро е, тука е и се враќа со, нели, полна самодобрба и енергија. Така што тоа е сликата моја за незиното, нели, за незината потреба доаѓа тоа кога ќе врисне со солзе мама и тоа ми е толку симпатично што не затоа што е било тешко во моментот, туку затоа што сум можела толку лесно да го решам проблемот. Камо среќа цел живот да можам со некој таков потек да ги решавам сите, нели, драми, нормално дека не може и тоа е баш таа супер мок на раното детство. Така што да, извини. Да, не ништо. Тоа сакав да кажам, многу убаво ми го донесе овој момент и баш тоа е тоа што многу често се трудам да го кажам. На таа возраст, значи ние колку и да имаме комуникација со нашите деца, тие не разбираат во смисла, нели, да имаат разумно размислување, немај да плачеш, другаче ќе ти рекло него мислело или нешто. Мислам, тоа стварно, зборуваме за деца што имаат тантруми, нели, заради тоа што не сакала, Милани ќе хулахопки еднаш да носи на сред зима. И мислам тоа беше и мислам сето тоа е јасно и тоа мораме да го разбереме дека ние, јас иако и да речам надвор е многу ладно, тебе ќе ти студи, едноставно тоа тие многу нормални и што викам основани причини во моментот во незиниот свет не држат вода. Да, тоа баш сега неодамна прочитав нешто исто ми ги доотвори очите. Дека ние возрастните ностоп функционираме малце унапред, као знаеш дека кога идеш надвор дека ќе биде многу потопло или поладно отколку што те внатре, ама детето тоа не го знае, не размислува за тоа и не може да го поврзе. И така ќе пуштиш надвор без јакна и ќе си ја побара јакната. Мислам, нели? Тоа е тоа, ама ние тоа точно ние го работиме тоа на база на искуство. Значи, колку повеќе искуство стекнуваш, знаеш да процениш некои работи. Децата едноставно немаат, нели, некакви а и немаат, што викаме, баш, нели, се уште го учат светот едноставно. Го учат светот и тука исто е добро колку, мислам, јас сум барем за тоа, колку можеш да им дозволиш, дека можеш едната варијанта да се да се расправам 2 сата дома за јакната и нема да биде облечена или треба јас да се срамам од себе каква мајка сум да почнам да викам. А другата варијанта е со јакната под мишка, одиме надвор за 2 минути, нели го стекнам и дозволувам да го стекнеш, викаш тоа искуство, да види дека уствари било ладно и ќе си побара. Мислам, децата се, ама не се, нели, против себе, тој инстинкт за преживување, кога им е ладно, кажуваат дека им е ладно, нели? Не одат против нас, да. И тоа ми е мојавото дека баш она се што треба во моментот е смирување и во моментот кога едноставно не знаат што им се случува, како им се случува, тоа се стварно многу нели емоции бурни. Многу, да. И што ги смирува? Топлина, гушкање, а кај помали дечиња тоа викаме, мислам и не кај помали, кај поголеми рефлексот за цицање, сето дека трае, значи додека е задоволен на некој начин, знаат да се смират. Меѓутоа и преска кога спомна цуцлата, тоа баш сакав да го напоменам од аспект на тоа колку јас на моменти сум така малку и па да речем иритирана од нашето општество, дека сосема е во ред, например, 1-2 годишно дете да се носи цуцлата на секаде или да ја носи во градинка, да биде, нели, начин на смирување и се. Меѓутоа, ако 2 годишно дете тој момент го решава со доење, наеднаш е срамота, нели? Да, наеднаш е драма. Тука мислам дека има едниот аспект е секогаш, нели, жената стравото цицка, просто од нашето голо тело, не знам, нема, мислам, што да се кажува, повеќе сите знаеме. И другиот аспект е што од кога ќе пораснеме малку некако ги забораваме уствари децата колку се деца. Вака можеби на некој например што нема деца или што одамна му се пораснати, ќе си рече 3 години, 4, па знаеш што више на работа треба да оди, мислам, нели, одиш во градинка, одиш во јас ја гледам, фала Богу, секој ден и има моменти кога
е толку бистра и користи некоја логика ќе се речеше леле колку е порасната, ама тоа е еден дел од нејзиниот свет и тоа не значи дека емоционално или било како друго е она созреана толку да нели одредени разговори, начин на кој што ги објаснуваш работите се поинакви со дете што има 3-4 години, со дете што има 14. Така го тука ми спаѓа мене и доењето. Нормално дека нема да цицка во средно и нема да има потреба од тоа, ама нели, ако сега гледам дека е потребно, не знам зошто некому би му сметало тоа и би требало нели да држи лекции, па јас да се срамам, па искрено до некаде се срамам, ги избегнувам муабетите, нели? Па Не ми сакам беше да. муабетот како се чувствуваш, дали осеќаш осуда од околината некогаш? Блиски, од далечниот, дали некогаш си имала некое такво искуство, некој Значи, да каже? Такви, пошто обично се поставам ако дојде тоа на тема, како малце, знаеш, да го тргнам. Во смисла, детето одлучува и тука така сакам да го прекинам, нели, муабетот. И бидејќи не можат веројатно поинаку, па после доаѓаат тие преска што ги спомнав, некои така од страна совети, коментари, па примери, па некои подбуцливи прашања и слично, и пробувам со насмевка, нели, да вратам, бидејќи немам потреба до толку да се правдам се баш на секој што ќе се досети да ми постои некој такво прашање, ама реално за свој мир ги избегнувам муабетите. Значи не одам да почнувам такви муабети, не одам ако некој директно не ме праша, не кажувам дека уште цицка. Значи пробувам нешто Пробувам да го преќутам тоа затоа што знам дека и јас знам себе, ја би била таа што би превртувала очи пред тоа да го доживеам. И од друга страна цуцли, тоа што го спомна рефлексот и за цицање, нели, што се не сме грицкале, не сме јаделе, во смисла праменче, коса, пешкирче некое, кебенце, блуза, ракави, моливи, нели, тоа е просто таа потреба со устата. И друго е исто и она потребата да имаш таа константа која што е тука за тебе и тебе од X причините смирува. И сега ако тоа не е веќе мајката и прерано прекинал тој контакт или можеби не е до тебе, ти си во градинка, си мало дете, колку малецки дечиња, нели, мислам малецки, и на 2, и на 3, и на 4 си носат со себе омилената играчка, омиленото, не знам, парче, некој предмет, некој апсолутно неважен за сите други на светот, и тоа ако се изгуби е драма. И мислам дека тука негде јас си викам, веројатно функционира и доењето, само што не сме предмети, туку сме баш мајките, што е се надевам подобро верзија. Тоа баш и го имаше на едно од предавањата на кое што бев во едукацијата и баш беше тоа напоменато и некако толку ми ги, не знам, толку ми ги отвори очите во тој даден момент и си реков, знаеш од оние моменти кога се стварно. Беше во смисла доењето после година, особено бидејќи беше темата, нели, продолжено доење, што во принцип исто почнуваше во смисла не е тоа продолжено, тоа е нормално доење. Меѓутоа, нели, после година заради општествените очекувања го викаме као продолжено. Нели, требало да престанаме, еве ние сме продолжиле и покрај се. И баш беше напоменато дека доењето после година дека представува многу подлабоко нешто за нашето детенце и дека не учи, што викаш, кога имаме мака, кога имаме нели бурни емоции, кога ни е премногу, да се обратиме кај личност, зашто детето се обраќа кај мајката, нели, да цити да се а не на предмет. И колку е тоа навистина важно од психолошки емотивен аспект за нашите дечиња да знаат понатаму дека секој пат кога ќе имаат некој таков момент, да се обратат кај човек, нели, да комуницираат, да се отворат, да не се врзуваат за предмети или пошто предметите во понатаму, нели, исто така беше спомнато, може да биде понатаму храна, нели, па да имаме емотивно емотивно јадење, да бидат некои други нели моменти, едноставно се обраќаш кај човек бидејќи така и треба да бидеме, значи да комуницираме, да се отвориме. Нешто што мислам дека во нашето човештво малку е подзаборавено, дека многу во времето нели не знам и ние вајда кога сме растеле, толку не било акцент не било нели дадено на комуникација, на здрави врски, туку нели буквално се водело во смисла detachment, нашите морале да работат, не знам, ние вака така самостојност. И нешто тука што сакам уште да го напоменеме,
пред да завршиме, бидејќи веќе сме некаде, мислам нека и Да. приказаме. Моментот со ако цица долго време е зависно од мајката. Како е кај вас ситуацијата од аспект нели ово ќе го направиш толку зависно од тебе? Не знам во која мера влијаело доењето, меѓутоа целиот тој однос дека сум тука на располагање и мислам сме тука, нели? И татко е тука, меѓутоа еве јас и на тој начин плюс. Мислам дека баја ги допринесе да биде многу отворено и сега нели урочиме да чукне во дрво, е толку опуштена, сигурна во себе, не се држи до нас кога да речам нели во нова средина на игралиште или каде да. Првиот ден во градинка, пошто малку поголемка тргна, буквално не откачи, си влеза да се дружи со деца. Значи немавме, мислам дека и не мислам јас, само туку има и некој така повеќе му ги негираме тие работи на детето. Дома не му ги дома не му ги овозможуваме и нели малце го сецкаме некогаш топло-ладно или држиме дистанца, толку детето просто влече, пробува да дојде нели до таа сигурност и толку повеќе ќе биде ќе страда, да речам се, ајде премногу силен збор, меѓутоа дури некогаш и така, по тоа внимание, по таа топлина. И сега ќе го бара нели кај родителите, понатаму може да го бара во многу погрешни врски, авторитети, нели секакви приказни. Така што од моето искуство и од тоа што сум го прочитала, секако дека е подобро да го размазиме малото дете, за да му дадеме таа сила да си биде самостојно, нели како што си расте. Да не му ги ограничуваме основните потреби. Благодарам многу, значи мене многу ми се допадна муабетот и пак ќе си муабетиме, да знаеш, ќе те викам во некој. Се надевам. Ти се заблагодарувам уште еднаш и ќе дефинитивно ќе си правиме муабет на оваа тема. Сега би посакала само Фала ти многу што ме викна. Убав ден и се слушаме повторно. Се слушаме. Чао. Чао. Јас ти благодарам на Златица уште еднаш за овој прекрасен разговор. А сите вие кои што се интересирате малку повеќе на темата одбивање за доење, во смисла како може нели да го одбиете полесно вашето детенце, доколку вие се решите нели да го направите тој чекор, погледнете на мојата веб страница doenjesoliubov.com и погледнете во курсеви работилници. Модулот 14 е токму подготвен на оваа тема, каде што буквално зборуваме што значи доењето, како оди процесот на одбивање, што се треба да се земе во предвид, што значи нели ние баш денес го дискутиравме оној едниот начин што е да речеме оставање нели одбивање од страна на детето, самото дете го оставаме да си ја води таа приказна. Меѓутоа има и совети нели што доколку едноставно мајката не сака веќе, нормално, што и тоа си е нели доста легитимно, бидејќи како што викаме доењето е врска помеѓу двајца, доколку еден во таа врска веќе не се чувствува дека сака да биде во таа врска, многу е нормално нели да не биде. Заради тоа, значи дадени се баш тој модул 14 го обработува тој, да кажам, она што литературата го нарекува нежен начин на одбивање на детето. Значи, има прекрасни совети за тоа што да земете во предвид, на што да внимавате, како сите тоа да го изведите на еден многу нежен начин, меѓутоа пак ќе кажам, не се работи два чекори до совршено одбивање и совршен крај на приказната, меѓутоа се работи за малку повеќе да ни отвори перцепцијата кон нашето дете, што му се случува во животот, емоциите и како, нели, прво да го препознаеме кога е вистинското време, дали можеби треба да одиме чекор назад доколку сме пробале. Да не должам, таму има, значи се убаво кажано, погледнете, видете и се надевам дека ви се допадна епизодата, може да ми пишете нели секако коментари, особено дали ви се допаѓаат вакви интерактивни епизоди. Ви благодарам многу и до нашето следно слушање.